Па еве, ајде да погледнеме објективно што се случи во првите 100 или 120 дена од владава. Мислам дека сепак е доволно време да го видиме почетокот. Она што владата го направи за овие 120 дена, го правеше упорно, доследно, дури не направи грешка во поглед на тоа, се три политики са, три промени. Прво, она што го направи, тоа е условно речено успешната политика што води, направи кадровски промени институционално по сите државни вакви. Тоа е тоа што го направи. Менува све што беше претходно, нови луѓе се донесени. Второ, она што го направи владата исто така во исто дена, ја задолжи државата за уште 500 милиони евра. Долг кој што објективно е прашање колку и треба на Македонија. Реално развојно туку е повеќе за потреби на владата во контекст на локалните избори до година. И трето нешто што го направи успешно беше покачувањето на пензиите линеарно на сите по 2500 денари. Тоа е тоа што го направи. Ништо освен тоа нема ефект. Нема никакви структурни реформи, нема никакви воопшто големи реформи, никакви, само овие три работи. И тоа ни кажува многу јасно една работа. Дека првенствен интерес на оваа влада е да се задржи на власт колку може подолго. Не се потребите на граѓаните, не се интересите на државата за економски развој, туку за тоа влада да остане што подолго на власт. Тоа е логиката на сите овие три единствени мерки, реформи што ги спроведе владата. Меѓутоа, за жал, ни една од нив не е развојна. Ни една држава во светот не се развила заради тоа што биле сменети луѓето, затоа што се задолжила државата или затоа што пензионерите добиле пензии. Во тоа нема развој. Фала Богу да не биде и нешто на лошо. Така што тоа е од првите 120 дена генералниот заклучок. Владата нема намера да работи за државата, туку да направи све за што подолго да се задржи на власт.